بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Желешану, затоа што само Аллах Желешану е достоен да му се прави фала. Салавато селамун мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Пред да продолжиме таму каде што застанавме прошлиот пат и со таа тема што имаме на зборување, да не заборавиме дека уште се наоѓаме во месец Рамазан. Во втората половина, во вторите 10 дена од овој месец. Да не бидеме од оној кој во овој месец ќе речиме да поминит времето. Излегов ваму, излегов таму, да поминит времето. Не само во овој месец, во секој едно време, времето е многу ценато кај еден верник. Тие први генерации, како кажавме, се секирале повеќе како ќе го потрошат времето, него мие динарите и дирхемите денеска. Значи, да не заборавиме на ниеден момент дека е Рамазан. Да го користиме добро овој месец Рамазан. Друга, уште една работа пред да влеземе во дерсот. Денеска, како кажавме, пред неколку дерсо имавме еден дерс, како шејтан со негови сојузници ги војуват. Ги нападви нашата младина. И сите нас, али хаса специјално некои од тие методи ги кажавме како ги нападви наши млади. А ние сме тие кои му дозволивме, кои му отворуваме таа врата на шејтан да имат полесен пристап до нашите млади. Денеска измислие тие, види какви смешни ствари. Гледаш ти дете 2, 3, 5, 7, 10 години, антистрес има во рака. Врти некоја врталешка. И верви дека ова му помогви да му ги смири нему нервите, да нема стрес. Дете има 2, 3, 5, 7 години. За каков стрес се работа тоа? Гледај, уште во почеток зборувавме за ова нешто дека ова е шејтанска финта да ги уништи наши млади. Ти имаш Куран, ти имаш зикар, ти имаш сега дуа, ти имаш сега Рамазан, ти имаш примери од сахаби, од табиини, од ембија. Ова ти е најголем антистрес. Немаш поголем антистрес од ова. И денеска, како кажам, не застане со таа врталешка. Не, сега имаш ново. Да земаш вода, да земаш еден балон, да му клаиш внатра брашно, да му клаиш ова, па да дуниш, па да оварзиш, сихар да направи. И после да го пумпаш со рака. Ова е уште подобар антистрес од таа врталешка. Замисли утре што ќе дојде. И ти му дозволиш на твое дете да падне во ова нешто. И ти вервиш во тоа нешто. Теа време што го губи тоа дете, ти му велиш дека да се смирви со тоа. Грешка. Голема грешка. Имаш ти Куран, имаш ти хадис, имаш ти примери на сахаби, на ембија, со кои можеш да добиеш ти антистрес. Можеш да добиеш теа време што го користиш бадијала, да добиеш голем севап, голема награда кај Аллах Желешану, голема поука, голема школа во дујна. Со два зборови, да не падвиме во тие финти. Од шејтан и негова банда која сака да не униште наша младина. Ова е еден од методите кои ги користите. Плюс да те исцеде тебе финансиски и да ти го направи твоето дете малоумно, а не само да врти на тоа, друго ништо да не знаде.
Oj popat vrti tu misli tam ti stres će zgazi nekoga kola u ulici. Žalna slučka. Продолжуваме таму каде што застанавме, како кажавме прошлиот пат, кажавме некои карактеристики, особини на тие енбија, на тие неби, расули, пегамбари кои што дојде во дуња, и денеска почнуваме со еден од тие дерсови. Почнуваме со првиот човек, со Ебул Бешер, со Адем алейхи селам, негова биографија. Пред да почнеме да одметкаме една финта која користе тие Дарвијуни. Чарлс Дарвин и негова банда, дека човекот настанал од мајмун. За Адем алейхи селам тие веле тој е првиот човек. И застана. И ти сега гледаш, да, првиот човек. Да, но ова не е потполно, ова е финта. Тој е првиот човек кој настанал од мајмун, кеними. Мајмун и првиот човек кој се оформил како личност, Адем алейхи селам првиот човек. А во наше верување ова не е така. Во наше верување Адем алейхи селам е Ебул Бешер, татко на човечанството. Ебул Бешер, татко на човечанството и после прв човек. Ама прво татко на човечанството. Од овде почнавме ние, не од мајмуња. Значи да не се чудиме ако најме во некоја нивна книга дека Адем алейхи селам како ги учат уште во основни школи, во средни школи, иште ова теорија важи. Дека човекот настанал од мајмун и се да не би тоа екстремно, Адем е првиот човек. Од ова еволуција на овие мајмуни, тој бил првиот човек кој постанал. Не. Адем алейхи селам е Ебул Бешер. Татко на човечанството, на сите луѓе и пој прв човек. Вели пегамбар алейхи селам во хадис зборуваат за ова стварање на Адем алейхи селам. Значи Аллах желешану го створи на Адем алейхи селам и на нас, не за да го зголеми негово царство, за да зголеми негова сила. Ништо теа на Аллах желешану не му вреди, не му зголеми негова власт, негова моќ, негова сила. Ништо не му зголеми ке силата ке Аллах желешану од ова стварање на овој човек. Аллах желешану го створи со негова ираде, со негова воља. Сакаше да биде и рече кун фејакун и бидна тоа. Вели пегамбар алейхи селам во еден хадис, صحيح حديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. الله جل شانه го створи на Адем од едно парче земја, која земја е зеде од сите земји во дујна. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. И дојде синовите на Адем во сличност на земјата. Минхум ахмар, од ним има црвен, од ним има бел, од ним има црн, јани боја на кожа. И измеѓу ова нешто, помеѓу ова нешто, јани. И вели продолжи хадисот, и лесен, јани, добар, и натажен, јани, и лош, и добар. Како што е земјата, така имат видови на луѓе, добар, недобар, плоден, неплоден, јани. Слично како земјата. Уште подобра илустрација за стварање на Адем алейхи селам пренесен Абдула ибн Месуд. Абдула ибн Месуд овој се зборови негби, наукуф, застанет ке него, не оде до ке пегамбар алейхи селам. Улема мухаддиси многу го пред ова мерфу и на пегамбар алейхи селам, дека ова бил зборот пегамбар алейхи селам кој го слушнал Абдула ибн Месуд и затоа зборуват али не рекол дека ова го пренеси пегамбар алейхи селам. Вели Абдула ибн Месуд, овие малумати затоа рекла улема дека ова се се носи токе пегамбар алейхи селам, зашто овие малумати, овие гајбијати, немој да ги знае никој освен Аллах желешану и да му каже на пегамбар алейхи селам. Вели кога Аллах желешану одреди да го створи на Адем алейхи селам, му нареди на Џибрил алейхи селам одај во дујна и донеси земја. Дојде Џибрил алейхи селам во дујна. Кога го виде земја на Џибрил алейхи селам, дека сака да зема земја од земја, дел од неја, за да се створите инсан. Рече, аузу биллахи минка. Барам заштита ке Аллах желешану од тебе и од ова што сакаш ти да земаш, земја ке мене. Џибрил алейхи селам се врати, пошто побара заштита ке Аллах од него. Се врати. Рече, ја Аллах, таа побара заштита ке тебе од мене, јани. Ја се вратив. Од страф, јани. Дека побара заштита ке Аллах од него, јани. Аллах желешану го прати на Микаил алейхи селам. Исто
isto i ovaj, kога го виде земја, побара заштита кај Аллах Джелешану него и тој се врати. Трето го прати Аллах Джелешану мелекул меут, мелекул на смртта. Кога го прати мелекул меут, кога го виде ова земја, рече, ја Аллах, јани, аузу биллахи мин, барам заштита кај Аллах Джелешану од тебе, од ова што сакаш да го правиш. Рече, аузу биллах, Аллах да ме штити, да ме чува од тоа, да не ја извршам ја неговата работа, неговиот емер, неговата наредба. И зеде земја. Однесе кај Аллах Джелешану. Мелекул меут. Кога дојде со земја, Аллах Джелешану го праша, зошто и ти, кога таа побара заштита од мене против тебе, зошто и ти не застана? Рече, Аллах, твојата наредба ке мене беше поголема од ова нејзина заштита. И ја не сакам да ја скршам твојата наредба од ова нејзина заштита. Рече, Аллах Джелешану, ти ќе бидеш тој што ќе ги земат душите на овие инсан што ќе ги створаме. Мелекул меут. Вака кажи Абдулла ибн Масуд, ова е риваја. Аллах Джелешану после ова во неколку етапи се измеша таа земја со вода. И стана е неколку етапи, до 5 етапи. Глина, ума, стварнато и го створи на Адем алейхи селам како джесед, како труп, како фигура. И се вели, вака Адем алейхи селам седеше 40 години, без да имат рух во него, душа. Само труп, само тело. 40 години седеше во ваква форма. Кога го видоа мелеки кога го видоа, се чудеа. И кога го виде и шејтан, се чудеше и шејтан. Шејтан во ова време беше во друштво на мелаик. Ќе гледаме што да е после. Одеше шејтан до Адем алейхи селам и го мумаваше, го удираше по негово тело. Негово тело, пошто беше шупливо, празно, правеше некој ехо. Влезе шејтан во негова уста. Адем алейхи селам. И излезе позади од него. И мореше на мелаик, нема да се плашите. Нема ништо ова. Ако Аллах го направи подобар да ми биде мене, подобар од мене, ова не го кажа со уста. Аллах Джелешану го обелоде на после. Со него, почна од овде непријателство него. Ако го направи да Аллах да биде подобар од мене, ќе се трудам да го залутам, да го уништам. Ако биде под мене, ќе го уништам на него. Почна од овде таа омраза на шејтан. Почна од овде тој хасед на шејтан. Адем алейхи селам има 4 нешта кои ги нема никој. Се разликуваат од другите инсан спрема 4 нешта. Прво, како вели Аллах Джелешану, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. О Иблис, што те тебе спречи ти да му паднеш на сежде на тој ја што го створив со мој раце. Со овие 2 раце. Со моите раце. Адем алейхи селам тие 4 нешта што се разликуваат од другите инсан, број 1 дека Аллах Джелешану го створи со негови раце. Аллах го створи со негови раце. Не со кун феекун, со негови раце. Му даде рух од него, душа, од Аллах Джелешану му даде, директно. Направи му нареди на мелаик да му падне во сежде на Адем алейхи селам. Во сежде да му падне мелеки на Адем алейхи селам. И друго, и Аллах Джелешану го поучи на Адем алейхи селам имињата на сите нешта. Планина, звезди, небо, воздух, молекули, атоми, све, секој едно име што е дојдено за нешто, Адем алейхи селам ги знаеше сите. Све имиња што дошле, што ќе дојде до кијамет. Сите имиња. Адем алейхи селам е створен во јаумул џума, во џума. Пегамбер сам како вели, најдобар ден во кој се појавува сонцето е џума. Ден во кој е створен Адем алейхи селам, ден во кој е влезен во џеннет и ден во кој е излезен во џеннет. Џума, јаумул џума. Адем алейхи селам е створен по ликот на Аллах Джелешану. 60 лактови во висина.
60 лактови во висина. Кога Аллах Желешану го створи, со пулие негови очи му вдахна рух, му рече одај и дај му селам на ова група на мелаик. Прво нешто, дојде, рече ессаламу алейкум. Мелаик му вратија на Адем алейхиссалам во хадиса и ва алейкум ассалам ва рахметуллах. Тие зголемија ва рахметуллах. Му рече Аллах Желешану, ова ќе биде твојот поздрав и поздравот на твоето потомство. Пегамбер алейхиссалам кога беше во Исра и во Мираџ, кога помина ке Јусуф алейхиссалам. Кога кажуваше за Јусуф алейхиссалам, рече пегамбер алейхиссалам, на Јусуф алейхиссалам му е дадена пола од убавината на инсан. Од цела убавина пола му е дадена на Јусуф алейхиссалам. Многу мухаддиси, многу улема се сложби дека таа пола убавина е од убавината на Адем алейхиссалам. Адем алейхиссалам имаше комплет убавина. Пола од негова убавина Јусуф алейхиссалам имаше. Зошто? Велите улема, едно од нештата како уште аргумент за ова, дека е вака. Јусуф алейхиссалам од мајка и од татко. Јакуб алейхиссалам, ибн Исхак, ибн Ибрахим, Керим, ибн Керим, ибн Керим, Рахила негова мајка. Река Аллаху. Адем алейхиссалам, Аллах Желешану го створи со негови раце. Ова е посовршено створување од ова друго. После ова, Аллах Желешану му нареди, му кажа на мелаите, кога го створи инсан, кога го створи на Адем алейхиссалам, све кога го створи вака, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. И Аллах Желешану му рече на мелаик, ги обавести дека ќе створам наместник во дуња. Ќе створам едно халифа во дуња. Ова халифа се мисли дека чијат генерација една по друга. Че наследват едни на други. Ваква мана има, да знаеме. Има некој мисли некоја друга мана, ама таа мана не е таа мана. Дека ова е халифа од Аллах Желешану во дуња. Негов заменик во дуња. Не, ова грешна мана е. Ова грешно значење. Нека да овие едни со други ќе се наследват во дуња. Таква мана, такво значење. И Аллах му каже дека ќе створите еден ваков инсан на мелаик. Мелаик рекла أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ти ќе створиш еден што ќе прави неред, фесад во дуња, ќе пролеват крв. Ќе прави тешки неред во дуња. А ние те славиме на тебе и те величиме на тебе. Откаде велите улема, откаде вакво знаење на мелаик, откаде ова прво не е негодување, ова е прашање од страна на мелаик ке Аллах Желешану. Не дека тие се спротивставени на наредбава на Аллах Желешану што ќе створите инсан. Него прашуваат и се чуде зошто ќе створиш ваков човек, што ќе прави крв во дуња, што ќе прави неред, ќе убива во дуња, лом. Гледајте днеска, партал цела дуња. Има неколку ривајати зошто. Прво дека Аллах ги обавести дека ќе го прави ова инсан. Му кажа на мелаик. Му даде илхам на ними. Второ, улемавели, му даде илхам, како објава, да спознат дека ваков ќе биде тоа. И трето што многу популарно ке му фесири, дека мелаик направи кијас со џин, зашто џин беше пред нас во дуња, створен. Џин беше створен во дуња пред нас и направи парта лом во дуња. Карв, неред, војни, лом. Аллах пушти мелаик и ги истерае на џин во острови, во места обкружени со вода. И тие направи кијас, овој прави вака фесат и овој ќе прави вака фесат. Неред. Потоа Аллах Желешану му кажа на ними дека не е така. Дека тие имат големи други вредности. И покрај овие мани недостатоци што ќе ги имат. Потоа Аллах Желешану му рече на мелаик, Аллах Желешану го научи на Адем алейхиссалам имињата на сите нешта. Сите имиња ги научи. Му даде илм, знаење. Нешто што го крена во поголем степен од мелаик. Само со ова, илм.
Со друго ништо е. Поголем степен од мелаик, зошто Аллах му нареди на мелаик да му падне во сежде на Адем алейхиссалам. Значи поголем степен од мелаик. Себе потоа Аллах Желешану вели тулема и тоа ајет како продолжи. Кажите ми ги му реши Аллах Желешану имињата како продолжи ајетот, но има нешто ако вие зборувате вистината, ако знаете, ако имате илм. Рекоа мелек ја Аллах, ти биди славен, ние не знаеме ништо освен што не научи ти на нас. Потоа му реше на Адем алейхиссалам, кажи му ги ти имињата на овие нешта. И Адем алейхиссалам ги кажа сите имиња на нештата. Ова е тој степен што Аллах Желешану го креван на човек над степен на мелаик. Ова е илм, ова знаење. Што Аллах Желешану му го дава на своите робови. Оде тоа меселе, да го спомниме, дали е Иблис, мелек или джин? Иблис, дали од мелаик или од джин? Оде е познато, тие постари генерации. Шејтанот бил мелајче, мелек, и после сгрешил и Аллах го прокол на лене. Ова не е точно. Иблис е од джинови. Иблис е од групата на джинови. Велите Аллах Желешану. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. الله му рече на мелаик паднете во сежде на Адем. Падна е во сежде сите освен Адем. Освен Иблис беше од джинови. И тој беше од джиновите. Неговиот иштихад, неговиот труд, што правеше многу и бада. Аллах Желешану го воздигна да седи со мелаик. Хуа ма'ал мелаик ва лейсе минал мелаик. Тој беше со мелеки, а не е мелек. Поради неговиот ибадет стигна степен да седи во група на мелаик. Адем алейхиссалам беше мелек, не, седеше во група на мелаик, отиде му зборуваше на мелаик, му кажеше имињата, седеше во ова група, поради неговиот степен. Други некои карактеристики зошто Иблис не е од мелаик. Паро како кажуваме курански текст дека тој беше од джинови или Аллах Желешану. Иблис е створен од оган, мелеки се створени од нур, од светло. Иблис има потомство, зурија, потомство негово. Како велите Аллах Желешану, немој да го земите на Иблис и неговото потомство за ваши пријатели. Тие се ваши непријатели. Потомство, мелеки нема потомство. Иблис греши, види, кафир постана, мелеки не греши. Ови неколку карактеристики. Иште едно друго меселе. Сеждето што го направи мелаик на Адем алейхиссалам. Ова сежде. Какво беше ова сежде? Дали беше ова сежде на ибадет или беше ова сежде на поздрав, на чест, на почест и на извршвање на наредба на Аллах Желешану. Ова сежде што му го направи мелеки на Адем алейхиссалам не беше ибадет. Ова беше број еден наредба на Аллах Желешану, извршување на наредбата на Аллах Желешану. Аллах му рече, паднете во сежде на Адем. Халас. Број еден. Број два, почест што му даде Аллах Желешану на Адем алейхиссалам. Ова не беше ибадет. Вакво сежде на другите народи претходно му беше дозволено. Да почне некој како поздрав му падне во сежде. Поранешни народи. Јусуф алейхиссалам, Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsu wal-qamaru yasjudun. Негов татко, негова мајка кога дојде во Миср, кога се качи во аршот, во престолот негов, и негови 11 браќа сите му паднаа во сежде на Јусуф алейхиссалам. Јакуб алейхиссалам, негова жена 11 браќа синови од Јакуб алейхиссалам, браќа од Јусуф алейхиссалам. Беше дозволено ова, не беше сежде на ибадет, ова беше сежде на поздрав, на почест. Ова сежде со доаѓање на пегамбар алейхиссалам е забрането секако. И како ибадет, и како поздрав. И ако се види некој да прави сежде на некој други освен Аллах, никој не може да се аргументира дека тоа е сежде на поздрав, него тоа се рашуна сежде на ибадет. И тоа е ширк, по автоматизам. Мен сежде ли гајри Аллах факат кафар. Кој ќе му направи сежде на некој други освен Аллах, направи куфар, вели пегамбар алейхиссалам.
После ова, Allah Želešanu je stvori na Hava, alejхиссалам. Je stvori dodека Adem alejхиссалам беше во сон, додека спиеше, je stvori од негово ребро. Едно од негови ребра ја створи на негова жена, на Хава, на нашата мајка. Хава. Адем алейхиссалам беше од инсан кој нема ни татко ни мајка. Иса алейхиссалам беше од инсан кој нема татко, има само мајка, Меријам. Хава алейхиссалам беше од инсан кој нема мајка, има татко. Адем алейхиссалам се рачуна како нејзин татко, зашто беше земена дел од него за да се створи Хава. Има некој хилаф дали Хава алейхиссалам е створена пред да влезе во џеннет или кога влезе Адем алейхиссалам во џеннет. Све ова киса до сега што е, Адем алейхиссалам уште не е во џеннет. Не е влезен во џеннет. Со ова што го зборувавме до сега. Хилаф помеѓу улема дали е створена Хава во џеннет или пред да влезет во џеннет. Голем дел на улема е дека е створена пред да влезет во џеннет поради ова ајет. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. И рековме, о Адем, становајте ти и твојата жена во џеннет. Значи, пред да влезат, значи становајте се во џеннет ти и твојата жена, значи створена е ова пред да влезат во џеннет. Некога влегле во џеннет. Имате уште еден хилаф, кој да стретнете во книги. Кој бил овој џеннет? Дали бил џеннетул Фирдаус, џеннетул Маъва, или бил некој џеннет во дуња? Џеннет бостан, ени бавче. Таква мана има исто значење. Има некој од улема што веле така. Бил дел во дуња, некоја бавче. Али, ви кажам мој да се знам, џумхур на улема, поголемиот дел на улема, веле дека бил овај џеннетул Маъва, џеннетул Фирдаус. Џеннет во сема, во небо. Кога влегоа во џеннет, Адем алейхиссалам и Хава алейхиссалам, Allah Đelešanu mu dozvoli da jade i da se približe sve što ima во џеннет. Ке сите плодови џеннетски. Освен ке едно дрво. Ке едно шеđера. Ке едно дрво, му рече ке ова немој да се доближите. Ова е харам. Све што гледате во џеннет халал. Ова дрво харам. Кој е било тоа дрво? Не е битно. Види, Ибн Кесир, Ибн Џерир, Табарани. Ове 20 големи муфесири. Кажат доколку на нас би ни вредело да знаеме која е тоа дрво, Аллах Đelešanu ќе ни кажеше во Куран, или ќе ни упутеше да знаеме отприлика која е тоа дрво. Нема никаков знак и упута во Куран и во хадис која е тоа дрво. И затоа нема вредност и не треба ти да се секираш која е тоа дрво. Зошто веле имат како поговорка. Ова е знаење која ако го знаеш нема ништо да ти користи. И која ако не го знаеш ништо нема да ти штети на тебе. Како кој јазик зборувал Адем алейхиссалам. Каква боја на кожа имал Адем алейхиссалам. Ова се некои информации што не ти се тебе многу вредни. И нема никаква, имаш казна и награда за ними ако ги знаеш и ако ги не знаеш. Шејтан, се вратиме малку ке небари. Кога одби наредба, сите паднаа во сежда освен шејтан, одби наредба на Аллах Đelešanu. Кафар. Во кјане минел кафири, и беше од тие што направи куфар на Аллах, што не верве во Аллах. Му негира и наредба на Аллах Đelešanu. Аллах го направи лаънет, проклон. Го давеше го извади од џеннет, да немој да оди во џеннет. Аллах. Проклет. Тога тој му рече, ја Аллах, дај ми ти мене да живеа до кијамет. Аллах Đelešanu му даде, му слуша негова доа, му даде. Рече, ја Раб, унзурни, дај ми мувлет. Ја Раб, мој господар, дај ми време додека тие се проживеат. Ќе ги залутам сите овие освен твоите добри робови. Сите ќе ги залутам, зашто тие ме истават џеннет мене се. Себе беше Адем алейхиссалам. Односно хаседот твој, а Иблис.
И на секој еден начин тој пробваше да му прави војна на Адем алейхиссалам и во ова време и на нас денеска. Не представи некаква војна брече. Нема никаква друга работа освен да не фрли водораде во заблуда. Никаква друга работа нема тоа. И кога влезе Адем алейхиссалам во џеннет, тој сакаше на секој еден начин со разни весвеси дошепнувања да го натерат, односно да го извади од џеннет, да го натерат да направи, да греши према Аллах џелешану. Одека има исто големо зборување на кој начин Иблис влезе во џеннет и му направи весвеса на Адем алейхиссалам да јаде до тоа дрво. Али и во Куран и во Суннет не дошло ништо јасно. Зо, нема, келам, што тој беше забранато. Од каде да покушаше, тие што бе хуррасун на џеннет, не го пуштаја напред. Имате еден исраилат кој го користе многу муфесири, пошто овде нема ни во Куран ни во Суннет. Го користе многу муфесири овај пример. Тој употреби негов другар, за да влезе во џеннет. Една змија, голема змија во џеннет. Се доближа до неа и побара од неа да му помогне да влезе во џеннет. Ова исраилијат, како кажавме, не дошло во Куран и во Суннет. Кажавме претходниот пат кој му хукмот. Хукмот ново му е да се кажат. Влезе во негова уста, во незина уста, ова змија. И влезе во џеннет. Се доближа кај Адем алейхиссалам. Почна да му прави весвеса. Молише, дали знаеш зашто твојот господар ти забрани да се доближиш до ова дрво? Ако ајдеш од ова дрво, ќе видиш вечен. Ќе живееш вечно. Во курански ајат ќе видите мелеки. Мелеки, нема да умрете, ќе видите мелеки. Ќе живеете вечно овдека, во овој џеннет. Има зборување многу на кој начин и малку со помош од негова жена и јаде од тоа дрво. Зедоа плодови од тоа дрво. Прво што го ставија во уста тој плод кога јадоа, прво нешто што се случи, му се покажа нивните срамни места. Еден ривајат дека биле покриени со некоја облека џеннетска, срамните места, други ривајат некој со нур, не се гледало ништо нур. Кога го јаде ова нешто, се тргна ова нешто, му се покажале срамните места и почнале да се срамет еден од другиот. И сам природно човек почнал да се срами сам после. Прво што направиле, почнале да бегат во џеннет, така Аллах џелешану ги опише. Почнале да бегат во џеннет и почнале да кинет листови од џеннетските дрва и да ги покриве нивни срамни места. Во ова Израиля, до негде, потоа едно од џеннетските дрва го фати на Адем алейхиссалам. Го фати, не го пушташе. Аллах џелешану му рече на Адем алейхиссалам: "Ја Адем, каде бегаш и од кого бегаш?" Ја Аллах, бегам од моја страна, од тоа што го направи сам бегам, а не бегам од тебе. Од моја страна што го направи, што го јадов тоа дрво, од тој греф. После ова, одма, кога се случи види ова ки се јадоа, му се покажа странни места беге. Ова е разговор со Аллах џелешану и направи тие келимат, тие зборови, односно таа дуа. Адем алейхиссалам и Хава: "Раббана заламна анфусана ва илам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин." Ја Аллах, заламна анфусана, ние направивме зулум сами на себе си. Ва илам тагфир лана, ако ти на нас не ни опростиш, ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Ако не ни се смилуваш, ќе видиме од тие пропаднатите, што ќе пропадне скроз. И Аллах џелешану му опрости. Велите улема, оде поука голема. Фитра на инсан, на добар инсан, прав, што не е извежен со хузабелат во него, со шејтански финти. Кога направи греф, одма да се покај ке Аллах џелешану. Таква е природата ке добар човек, ке добар верник. Види Адем се направи неколку чекори што ги направи, одма теоба. Господару, ние сами зулум направивме на нас, ако ти не ни опростиш и не ни се смилуваш, ќе видиме пропаднатите. Ова е добра поука за сите нас. Аллах џелешану му опрости. Халас. За овај џуна, халас, опростено. Теубата примана. Ама не заврши тоа овде.
Što posle? Vidite Allah Đelešanu. Kul nahbitu minha džemijan. Mu reče Allah Đelešanu, i vие сите што сте, слезите од во џеннет. Ајде во дуња, сите. Кои сите? Велите улема, Адем алейхиссалам, Хава, Иблис и таа хајја, таа змија. Сите овие 4 слегле во дуња. Allah Đelešanu ги пушти во дуња. Абдулла ибн Абас, пак ова е маукуф, до него. Некој пак го прави дека од пегамбер сам го има слушнато. Колку седеше Адем алейхиссалам во џеннет? Оди киндија до акшам. Оди киндија до акшам. Абдулла ибн Абас вели вака. Аллаху а'лам ва а'лам. Allah знае да ова е збор на Абдулла ибн Абас, муфассирул Куран. Адем алейхиссалам кога слегваше од џеннет, Allah Đelešanu зеде со себе камен, хаджерул есвед. Тој цар камен од Каба. Вели пегамбер алейхиссалам тој беше бел од млеко. Од џуна, од инсан, од бен Адем се направи цар. Зеде Allah Đelešanu му даде некој од тие џеннетски овошји. За да ги сади во дуња. Од тие семиња во џеннет. До подолу дошло, али тие вели нема да видат како тие од џеннет, тие ќе видат дујналушки. Што ќе се јани менбет, нема да видат исти, немаат исти вкус, ништо. Тие во џеннет не се менуваат. И Allah Đelešanu кога го пушти на Адем алейхиссалам во дуња го научи од сите нешто. Сточарство, земјоделство, све да знае професионално, за да живеат во дуња. Све го научи. Сите нешта го научи. Све знаеше, од сите струки во дуња. Тој ривајат, тоа дошло ли таа друга киса, дека кога дошле во дуња не се сретнале долго време, 40 години, не знам колку години, Адем алейхиссалам и Хава се сретнале во Џебелу Рахме, во бардото на Рахмет, сте сретнале таму, затоа се нарекло Џебелу Рахме. Allah Đelešanu му даде на Адем алейхиссалам 40 деца. Се вели, од 20 стомаци, од 20 пати бременост 40 деца. Секоја бременост имало едно машко, едно женско близнаци. Било во шеријат Адем алейхиссалам, харам да се земат машко и женско што се лежани во еден стомак, во едно рождање, што се близнаци. Него првото да го зема второто и обратно, машкото второ, женското прво и обратно. Адем алейхиссалам, колку живееше во дуња? Адем алейхиссалам, неколку ривајат, еден ривајат дека во дуња живееше 940 години. Во овие Исраилјати, ке бено Исраил, Адем алейхиссалам живел 1000 години. Али вели дулема ова повторно се поклопи горе-долу со тие 40 години што беше створен. Во Семај, Allah знае каде, горе-долу околу 1000 години живееше Адем алейхиссалам. Му дојде смртта на Адем алейхиссалам. Се доближа еџел. 1000 години живот. Вели, кога се доближа еџел, на негови синови, сите беа блиску и му рече, сакам џеннетски плодови, не да ми донесете. Вели, дојма 1000 години не ги заборал тие џеннетски плодови. На смртна постела и копнеш имал за тие џеннетски плодови. Тој џеннет. Вели, дојма 1000 години секој дневно го спомнал џеннет. Се секирал за џеннет. Вели улема, синови негови земе нешто во рака, некој алати што имале, излегле во улица, во земја да барат џеннетски плодови. Иако вели знаеле дека нема да најдат во тујна плодови од џеннет. Вели до пола пат некде, докаде одале, ги сретнале мелаи. Каде одете? Наш татко нареди да му најме плодови од џеннет. Му рекоа мелаи, ваш татко се пресели. Халас, се пресели ваш татко. Кога се врати во меѓувреме, кога се преселеше, кога дојде Мелекул Меут и Мелаи, кога ги вида Адем алейхиссалам и негова жена Хава, ги познае кои се. Ги знае. Негова жена се уплаши и се доближа до Адем.
Рече, бегај од мене, оддалечи се. Ти имаш голема вина за ова нешто, не дека тој немаше, ама и таа имаше голема вина во ова нешто, Адем алейхиссалам се пресади. Мелаик го изгусулија негово тело. Узедоа гусул. Во кефир. Со дженнески мирис го намирисаа. Ископаа гроб и го ставија во гроб. Му кланаа дженаза. И му рекоа на негови синови, ова е суннет на вашиот татко и на вас. За сите муслимани до ден денеска ова е суннет. После негова смрт, Адем алейхиссалам го остави како наследник и беше неби после него Шајд, негов син, Шајд алейхиссалам. Овај се роди после смртта на Хабил, кој го уби Кабил, негов брат, киса друга. После негова смрт се роди овај син, после известно време, и овај беше наследник на Адем алейхиссалам. Дојде период, додека дојде, мораме да спомниме денеска, пошто негова киса е кратка, Идрис алейхиссалам. После смртта на Шајд, дојде Идрис алейхиссалам. Овај пегамбер дојде во ова време, значи. И ова е прв дедо на Нух алейхиссалам. Иншаллах следниот пат ќе ви за Нух алейхиссалам. Ова е прв дедо на Нух алейхиссалам. Ова е прв од енбија, односно прв човек што почнал да пише во дуња. Така кажал пегамбер само еден хадис, а муфесири кажуваат дека за него кажал за Идрис алейхиссалам, првиот човек што почнал да пише во дуња. Направо писмо во дуња, некакво писмо. Првиот човек што облека во дуња, од коноп, од волна, до тога потомство на Адем алейхиссалам имале кожа од животни. Така се вели. Овој човек, Идрис алейхиссалам, овој пегамбер, бил шијач, кројач. Абдулла ибн Аббас вели, секој едно боскање со негова игла било субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, зикар. Немало вели да се снојчит, а да имат подобар човек од него во тоа време во дуња. Најјакиот човек во дуња. Интересно за него е, Аллах џелешану го крена во сема, во четврто небо, и таму му зеде душата. Мелекул Меут му зеде душата во четврто небо, во сема, не во дуња. Ова исто друга киса, друга случка. Му зеде негова душа во четврто небо. Иншаллах, да дајте разбирање од неколку овие зборови од ова киса, од ова биографија на Адем алейхиссалам, на неговиот живот, и да ја направи додање кој ќе се трудиме во ова дуња да живееме онака како Аллах џелешану барат од нас. Како треба да живеете еден верник, еден муслиман, и како кажавме на крај, да не заборавиме дека сме уште Рамазан, да не заборавиме дека сме во пост, наша дуа кабул, да правиме дуа за сите наши браќа, сестри кои што имаат мака, тегоба, кои што се во искушенија, кои што се отруени со чар во ова време, да не ги заборавиме. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك